Добар ден, почитувани гледачи, го следите најновото издание на емисијата Огледало на здравјето. Денеска акцентот ќе го ставиме на ранната диагностика на канцерогените заболувања. По тој повод со нас во студиото е доктор Лилјана Муратовска, специјалист по нуклеарна медицина од клиничката болница Аџи Бадам Систина. Докторке, добре ни дојдовте. Добре ве најдов. Во клиничката болница Аџи Бадам Систина веќе една година функционира ПЕТ центарот. Ке може да ни кажете нешто повеќе околу неговата работа, колку снимања се направени и какви се резултати има покажано до сега? Точно така, значи пред точно една година, 2014 година, крајот на јануари, започна да функционира ПЕТ центарот во склоп на веќе постоечкиот оддел по нуклеарна медицина во клиничката болница Аџи Бадам Систина. Истовремено е отворен и одделот за онкологија и радиотерапија. ПЕТ центарот, значи, во оваа неполна една година, првиот пациент, морам да кажем, е направен на 28 јануари. Тоа беше пациент со напреден карцином на дојка, каде што беше направен контролен ПЕТ скен, претходниот ПЕТ скен е правен во друга држава, и добивме резултати од кои што беа задоволни колегите кои што го индуцира ПЕТ скенот. Во оваа една година можам со задоволство да кажам дека се направени околу 200 ПЕТ ЦТ скена, бројка која што е задоволителна, и ако ја компарираме со статистиката од другите европски држави, можеме да кажеме дека сме на еднакво ниво. Ако е за компарација, во Германија во 2002 година е инсталирана првата ПЕТ ЦТ камера од ваков тип, и во таа година бројот на пациенти кој што е изработен е 650, што секако нели компарирано со бројот на популација е доста помалку од она ние што сме го изработиле. И секако да споменам дека ние се уште работиме само со пациенти кои што нели го плаќаат ПЕТ скенот приватно. Дали ќе може да не подсетите како функционира ПЕТ центарот? Па во ПЕТ центарот е основна ПЕТ ЦТ камерата, значи кај нас е инсталирана ПЕТ ЦТ камера од типот Siemens Biograph 6, доста современа. Значи всушност тоа е интегриран систем од два апарати. ПЕТ-ото значува позитрона емисиона томографија, а ЦТ е ознака за компјутерска томографија, значи се тоа се два апарати во еден систем. И на тој начин всушност е и придобивката од овој тип на од овој модалитет на сликање, значи со помош на два модалитета добивате во едно време сликање на пациентот, два податока за функцијата и за анатомската локализација на промените. Значи со помош на позитроната емисиона томографија се добива приказ на функционалната состојба на организмот на метаболно, значи клеточно ниво, а додека со помош на компјутерската томографија се дава структурната анатомската локализација на соодветната промена. За оваа цел се користат радиофармацевски препарати. Во случајот на позитроната емисиона томографија, тоа се позитронски емитери. Најчесто рутински користен и кај не се користи истиот е флуородезоксигликозата. Значи тоа е еден комплекс на флуор 18 кој што е позитронски емитер, значи тоа е радиоизотопот, кој што е обележан со, односно тој е обележувач на гликозата или шеќерот. И всушност механизмот на акумулирање на радиофармацевскиот препарат во организмот се должи токму на тоа да канцерските, туморските клетки многу брзо се размножуваат, растат, бујаат и во тек на својот процес на пролиферација, велиме, трошат многу енергија од типот на гликозата. Да. Така да на овој начин се базира и механизмот на прифаќање на радиоактивниот препарат флуородезоксигликоза. Значи, аплициран овој препарат интравенски во организмот се однесува идентично како и оваа гликоза ендогена што ја имаме во организмот. А флуорот, како радиоизотоп, кој што има одредена енергија, овозможува да ги се регистрираат со помош на ПЕТ камерата местата каде што тој препарат ќе се акумулира и ние да визуелно тие ги видиме на сликите кои што ги добиваме. Сликите се тродимензионални, значи го добиваме приказот на промената во 3D, и на тој начин успешно детектираме каде се наоѓаат промени кои што се метаболно активни во организмот. Ги споминавме карциномите, кои се видови на карциноми може да се диагностицираат во ПЕТ центарот?
Значи, можеме да кажеме дека голем процент на индикациите, односно најголем процент се онколошки индикации, односно индикации од страна на заболувања, канцерски заболувања. Да. Пред се, значи, нашите досегашни искуства од оваа една година покажуваат дека во најголем процент досега направивме скенирања кај пациенти со лимфоми. Значи, кај Ходжкин лимфомот имаме најдобри резултати, бидејќи правиме иницијален PET скен, велиме, значи PET скен по диагностицирање на лимфом, кој што е веќе диагностициран со одредена метода, како што е биопсијата, пред да се пристапи кон тераписко лекување. Да. Односно пред хемотерапија, добиваме приказ на проширеноста на болеста, односно каде се е проширен лимфомот, потоа правиме во тек на терапија скенирање, значи го викаме интерим PET скен или PET скен после 2 циклуси на хемотерапија и потоа по завршување комплетно на терапијата. Што е целта на овој интерим PET скен? Целта е да се види ефектот од терапијата уште додека терапијата трае. Значи, тоа е една од најглавните придобивки на PET-CT скенерот. Во колку постои одговор во терапијата, пациентот продолжува со идентичната терапија, во колку не постои одговор, терапевтот е должен да ја смени терапијата за да по завршување на терапијата добиеме комплетен метаболен одговор, односно излекување. Потоа видови на карциноми се третира. Да, потоа малигниот меланом, значи во најголем процент, потоа карциноми на дебело црево, односно колоректалниот карцином, карцином на дојка во напретен стадиум, сите типови на карциноми на машки и женски полови органи, саркоми, значи Јуингов сарком, остеосарком, мекоткивни тумори, со еден збор, значи може да се следи проширеноста на заболувањето кај сите тумори кои што се хиперметаболни, односно кои што трошат гликоза како енергија. Да, кои се заболувања може да се откријат со PET скен? Значи, освен онколошки, индикациите може да бидат и неонколошки, значи од друг тип на заболувања. Се користи во кардиологијата, во колку лекарот има дилема дали миокардот е животоспособен или не, така да кажам, значи кај исхемичната срцева болест. Целта му на PET скенот е всушност да даде резултат дали пациентот ќе има предност од операција или не, значи во колку се работи за мртов миокард, во тој случај операцијата нема да даде ефект, во колку се работи за животоспособен, значи метаболно активен миокард, операцијата ќе помогне. Потоа во неврологијата за исто така за предоперативна проценка на епилептичен фокус, значи точна локализација на местото кое што тригерира епилептични напади, и тоа е голема помош за неврохирурзите за понатамошно оперативно третирање на вакви пациенти, кај деменциите, значи за диференцирање на типот на деменција, дали Алцхаймерова, фронтотемпорална деменција или мултиинфарктна деменција. И секако кај голем број на воспалителни заболувања. Значи, најчесто студиите кои што ги добиваме од Соединетите американски држави се најверодостојни со оглед на тоа што имаат најмногу инсталирани вакви системи. Значи, во последно време се користи за кај диагностика на саркоидози, различни типови на васкулити и други воспалителни процеси кај пациенти кај кои што постои треска од непозната етиологија и така натаму. Да. Пошто PET скенот е подобар од другите методи за диагностика? Значи, предностите на PET-CT зборуваме, значи, на овој хибриден комбиниран систем, кој што има поголеми предности секако од претходно употребуваниот PET скенер, се огромни. Значи, најпрво тоа е брза диагноза со едно сликање, значи на целото тело. Да. Ние правиме скенирање на целото тело, а не на одредени органски системи. Потоа следење на проширеноста на канцерските заболувања,
повторно на целото тело, а не на поединечни делови. Потоа следење на ефектна терапија, како што веќе споменав, со другите методи е тоа доста тешко, значи вие можете на магнетна резонанс или компјутерска томографија, после одреден хемотераписки или радиотераписки третман, да ја гледате промената, меѓутоа таа да биде како лузна или да биде не животоспособна, не метаболно активна, што значи дека пациентот се наоѓа во состојба на излекување, додека или да биде таа животоспособна, тоа со компјутерот не може да го одредите или со магнетната резонанса, додека со PET-CT скенерот ќе забележите акумулација, значи на местото каде што се наоѓа таа промена, и на тој начин може да заклучите дека болеста е се уште активна, односно постои, ако се работи за излекувана, па повторно појавена, значи постои рецидив на болеста, и на тој начин може да се пристапи повторно кон лекување. Значи, повторувам, следење на ефектот на терапија и детекција на рецидиви, и многу значајната е детекција на дистантни метастази во организмот, значи по други органи и системи. Да. Дали во овој PET центар може да се диагностицираат и дечиња? Секако, значи не постои возрастна граница. Значи, PET скенирање нема ограничување, значи може од најмала возраст до највозрастна категорија, не постои ограничување нити по однос на присуство на импланти, протези во организмот. Единствено ограничување е периодот на лактација и бременост. Да. Значи, тогаш постојат посебни препораки во колку индикацијата е апсолутна за изведување на PET-CT скен. Кај дечињата е различно тоа што користиме педиатриски протоколи, во кои што педиатриски протоколи вршиме редукција на аплицираната доза според телесната тежина и возраста на детето. И секако во колку се работи за деца кои што не се кооперативни, односно не соработуваат, е потребно да се даде седација, бидејќи PET-CT скенот мора да се изведе во потполно мирување, да нема движење на пациентот, така да нашата болница е во нашата болница постои оделот за анестезиологија, така да нашата соработка со овој одел е доста блиска. Ги имаме сите потребни инструменти, значи технички потребни работи за изведување на анестезија кај дечињата, така да без проблем може да се изведе овој PET скен кај дечиња. Да. Сигурно нашите гледачи ги интересира колку е безбедно користењето на PET скенот. Па сега тоа е малку тешко да се одговори накратко. Морам да кажам дека при користење на отворени извори на јонизирачко зрачење, како што се радиофармацевските препарати, значи постои мала доза на радиација. Дозите кои што ги даваме, како што реков, ги редуцираме и ги прилагодуваме според телесната тежина и возраста на пациентот. Меѓутоа, во колку направиме калкулирање на аплицираната радиоактивност со бенефитот кој што пациентот го добива од скенирањето, значи оваа доза е занемарлива. И секако, во последно време загадувањето е на воздухот огромно, имаме изложеност на радиација и од надворешната средина, па ако го компарираме со скенирањето, можам да кажам дека 2-3 PET-CT скена се еднакви со дозата што ја примаме при изложеност од надворешната радиација од уредите кои што ги имаме во околината. Да. Кои се предности ги добија граѓаните на овој регион со отварањето на овој PET центар во Македонија, поточно во клиничката болница Аџи Бадем Сестина? Па ние во последните месеци предностите ги гледаме во голема мера, значи задоволството на пациентите е огромно и секако задоволството на колегите лекари кои што го иницираат ова испитување со оглед на тоа што добиваат резултати со кои што можат многу добро да го менеджираат протоколот за лекување особено кај онколошките пациенти. Меѓутоа се уште е рано да кажеме и да влеземе во статистиката која што ја водат светските центри PET-CT центри. Инаку можам да дадам податок дека Националниот онколошки PET центар повторно од Соединетите Американски држави го става влијанието, односно го класифицира влијанието на PET-CT испитувањето кај онколошките пациенти како високо влијание врз
повторно менаџирање на терапијата. Значи, еден позитивен PET-CT наод може да направи промена во третманот од многу значајно од куративен во палијативен или од хируршки во медикаментозен, што не е и така занемарливо. Да. И тие велат дека PET-CT испитувањето го менува третманот на онколошките пациенти кај нивната изработена студија во Соединените Американски држави за 1/3 од пациентите, што е исто така многу значајно. Како и финансиската придобивка што ја имаат нашите пациенти во нашата држава особено, значи досега пред отварање на овој центар тие патуваа во странство за да ја добијат оваа услуга. Цената на PET-скенот не е така ниска, а секако дека онколошките пациенти се тешки пациенти кои што мора да имаат и придружба од некој член од семејството, да престојуваат во државата, па секога ќе се собере, се даваат големи средства, така да сега тоа може да го приуштат во нашиот PET центар. Значи, тоа се придобивките. И секако, како што реков, најголема придобивка имаат колегите, заради тоа што навистина имаат еден моделитет за сликање со кој што можат успешно и ефективно да одредат која група се велиме ние не респондери на терапија, пациенти кои што не одговараат на терапија и многу лесно да ја сменат терапијата во друга, без да чекаат да таа терапија која што е секако агресивна и има токсични ефекти направи штета врз пациентот. Да, доктор Муратовска, колку раната диагностика на карциномите помага во успешно лекување? Дали ќе може да ми објасните? Па добро, иако сум јас диагностичар, специјалист по нуклеарна медицина, не сум терапевт, од моето искуство досега со онколошките пациенти, морам да кажам дека раната диагноза е многу значена за успешен третман понатака. И велиме обично дека постојат два фактори кои што се битни за рана диагноза, тоа е едукација за рана диагноза на населението, значи тоа подразбира информираност за симптоматологијата на канцерските заболувања, редовни следења на медицинските, здравствените едукативни емисии и така натаму. И вториот фактор е раниот скрининг на болестите. Значи, што тоа значи? Повторно во едукација, влегува едукација за само преглед кај пациентот. Мислам дека свеста е доста потигната кај пациентите и пациентите кај карцином на дојка. Значи, тука многу се работи на ран скрининг, потоа скрининг кај колоректален карцином, кај карцином на простата, значи тоа се некои типови на карциноми кои што кај нас постои тој ран скрининг. И само на тој начин може да се открие карциномот во ран стадиум, а велиме кога е карциномот во ран стадиум, тој многу лесно може да се третира и да биде трајно излекуван. Да. Каква е еднината на PET центарот? Ке се развива ли уште овој начин на диагностика? Секако, јас ние велиме сон на секој специјалист по нуклеарна медицина е да работи во PET центар. Меѓутоа, PET технологијата не запира тука. Значи, иднината на PET е интегрираниот систем PET MRI, односно позитрона емисиона томографија комбинирана со магнетна резонанса. Значи, ке прашате што е разликата. Значи, намалување на дозата на X зрачење кое што ја има од компјутеризираната томографија што ја има во моментот. Секако заназначено диференцирање на мекоткивната активност, многу подобро на магнетот, подобра резолуција на целиот апарат, со што можеме многу подобро, особено значајно кај мозочните тумори, да направиме диференцирање на промените, дали се работи за тумор, дали се работи за промена настаната заради радиациона некроза, после зрачење и така натаму. Меѓутоа, во моментов PET-MR апарати има инсталирано само во Соединетите Американски држави и 1 до 2 во Европа. Се уште се користат во експериментални цели. Значи, би рекла со еден збор, иднината е во технолошки напредок, тоа е ова, и во развој на нови радиофармацевски препарати. Биотехнолошките фирми работат многу во развој на нови радиофармацевски препарати од типот на таргет препарати. Тоа подразбира
обележување на рецептори, значи аминокиселини во организмот, се е нешто за да медицината стане персонализирана или индивидуализирана медицина. И оно што е најново е така наречената тераностика, тоа значи терапија со диагноза заедно, значи да можеме со скенирање на еден апарат, со истиот препарат што го даваме за диагностика, воколку добиеме позитивна акумулација на тој препарат во одреден орган, да имаме и радиофармацевски препарат кој што ќе го дадеме за терапија. На тој начин би имале повторно една таргет нуклеарно-медицинска терапија. Да. Сигурно нашите гледачи исто така ќе ги интересира дали со Фондот за здравствено осигурување на Македонија имате некои преговори за осигурениците да можат да ги користат услугите во ПЕТ центарот. Па морам да кажам дека ние и технички и кадровски сме подготвени да одговориме на предизвикот наречен Фонд за здравство. Меѓутоа сепак тие се кои што треба да разгледаат и да одлучат дали ќе ги прифатат нашите услуги. Да. И за крај на вашето гостување во нашата емисија Огледало на здравјето, доктор Моратовска, дали би сакале да упатите еден совет до гледачите кои што не следат? Секако, бидејќи темата е рана диагноза на канцерогените заболувања, значи ќе се надоврзам на тоа што веќе го зборував, значи да пациентите се едуцираат постојано за симптоми на одредени заболувања, да знаат рано да ги препознаат, да се јават рано на лекар, значи воколку секако постапката е прво кај својот матичен лекар, а потоа понатака во соодветната институција, да следат нели сите препораки за ран скрининг и само така успешно може да ја излекуваат болеста што ќе настане. И секако здрав живот, без стрес. И да секако нели морам да кажам дека воколку е потребна услуга од ПЕТ-CT скенирање, да не се плашат, значи методата е неинвазивна, безболна, така да нема потреба да имаат страф кон овој тип на испитување. Ви благодарам за тоа што одвоивте време и бевте дел од нашата емисија. Благодарам и на вас за поканата.